Во таа насока е иницијативата да се разговара за актуелната примена на законските одредби, очекувајќи преку практично искуство од имплементацијата на законот да се согледат евентуалните недостатоци, како што ќе се бара решение за нивно надминување. Имајќи предвид дека претходните измени на законот имаа повеќе технички карактер и усогласување со други закони, сметавме дека е неопходен отворен диалог со граѓанските и медиумските организации и со релевантните институции, како би можеле заеднички да се осврнеме на суштинскиот аспект. Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер како матична институција, која меѓу другото се грижи за спроведувањето на одредбите од законот и одлучува по жалби против решението и заклучокот со кој имателот на информацијата го одбил барањето за пристап до информации, на барателите на информации ја има клучната улога во процесот на имплементација на овој закон. Во таа насока, очекувано е таа заедно со имателите на информациите од јавен карактер да овозможат целосно, ефикасно и квалитетно добивање на овие информации. Дозволете на крајот да истакнам дека очекувам конструктивна дискусија од која ќе произлезат квалитетни и издржани предлози и забелешки кои ќе бидат во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам. Јас ти говорам од аспект на граѓанската јавност, на тоа како медиумите, невладениот сектор, но и голем дел од граѓаните го доживува она што значеше обврска на државата да ги доставува информациите. Прво, впечатокот е дека законот таков каков што е добро концепиран, меѓутоа во реалност тој не функционира или пристапот на граѓаните до информации беше сериозно отежнат. Кога говореа граѓаните за тоа, а особено медиумите за тоа каде е проблемот, посочува два момента. Првиот е членот 6 од законот, кој што всушност го утврдува исклучокот од слободен пристап до информации и голем дел од оние со кои што ја имав можност да контактирам велеа дека овие рестриктивни компоненти што се тука наведени, тоа се 8 алинеи, овозможуваат институциите да не си ја завршат својата обврска. Денеска и од денеска натамо отвараме дебата дали ова точно или не, дали треба подобрување во многу сегменти, но особено во ова. Нафрлам неколку работи кои што допреле до мене, до нас, како најголеми забелешки. Тука сериозно исто така треба да го разгледаме и делот на глобите, дали се доволни или не се, дали тука треба да има некои измени и дополнувања, дали тие всушност ја одразуваат реално сликата на тоа што значат казнени одредби или треба да се намалат, да се зголемат и така натаму. Но генерално законот, барем јас сметам дека треба да претрпи едно преиспитување. Дали ги задоволува потребите или не ги задоволува. Особено затоа што оваа влада се декларираше дека ќе се посвети целосно на транспарентност и на отчетност. Ова е втора обврска или клучна обврска на владата. Јас верувам дека доколку владата си го реализира она на што е посветена и што го ветила пред граѓаните, голем дел од барањата и од потребите на граѓаните и на медиумите, поврзани со законот за пристап до информации од јавен карактер, можеби ќе станат и безпредметни. Затоа што ако ги имате информациите редовно и достапни, тогаш законот можеби ќе важи за некои специфични одредби. Но во секој случај, законската регулатива мора да биде прецизна, да овозможува брз и лесен пристап и да биде во интерес на медиумите и на граѓаните. Сето она што институциите го имаат и го располагаат, а што е од интерес на граѓаните, тие да имаат право да го добијат. Од досега направените анализи, претежно направени од, може да слободно кажам, невладиниот сектор, може да заклучиме дека Комисијата за заштита на правото на слободен пристап нема право да врши надзор на спроведување на одредбите на законот, а со самото тоа нема ни право како да поведува и прекршочни постапки, како што тоа го имаат, да речеме, другите регулаторни тела, ниту пак има соодветни капацитети да следи дали институциите проактивно објавуваат информации од јавен карактер. Ова не се само мои наши констатации, ова е констатација и од извештајот за напредокот на Република Македонија од 2016 година, така да сите овие констатации се наведени и тамо, така да комисијата во изминатите 10 години се
соочуваше дури и со проблемот во однос на извршување на решенијата со кои што задолжуваат имателот на информација да ја достави бараната информација до барателот. Така да овие се сериозни проблеми за кои што треба да разговараме и да видиме дали во наредниот период ќе најдеме некои механизми да ја подобриме целокупната оваа состојба во односи и на Комисијата за слободен пристап.